Се враќаме назад во студиото со гостинот кој го најави мојот колега Христијан Баневски со пратеникот Костадин Костадинов. Добар ден повторно во студиото, во студио 1 на 1 ТВ. Веќе сте биле тука. Денеска ќе разговараме за оној предлог кој се прошири во јавноста и кој можам да кажам дека стана доста скандалозен, а се однесува на бенефиции на пратениците по завршување на нивниот пратенички мандат. Так. И како и нивниот влез во јавната администрација, поточно останување во јавната администрација и некое, можам да кажам, доживотно загарантирано работно место. Овој предлог најде на вистина многу негативни реакции во јавноста. Денеска на брифингот го прашале дури и председателот на собранието Талат Џафери што мисли за овој закон, меѓутоа вели што да прават претениците по истекот на мандатот, да бркаат ли по контењери. Што мислите вие прво и за оваа изјава, а и генерално за целокупниот предлог? Најпрви морам да бидам искрен и да кажам дека официјален предлог закон за пратеници, дополнување на предлог на закон за пратеници во собраниска процедура не постои. Така тоа вчера ни го потврди и од независната пратеничка група на ВМРО. Тие не сакаа да присуствуваат. За таков неофицијален предлог се научивме од медиумите. И она што значи мој личен став на партијата, на пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е дека апсолутно е неприфатливо било какви дополнителни привилегии за пратениците од оние кои што сега ги имаме согласно деловникот и согласно законите, законот за пратеници. Токму затоа во таа насока, бидејќи јавноста реагираше прилично бурно и покрај тоа што се потврди дека не постои никаков предлог, но веста експлодираше по социјалните мрежи и буквално собранието беше повторно, односно пратениците повторно беа ставени на тапет како да бараат нешто преку леп и погача, нас граѓаните директно не гласале да ги представуваме во законодавниот дом, така да секој револт, без разлика, јас ќе повторам, ова не постои официјален предлог во собраниска процедура за кој што ние треба да одлучиме да го отфрлиме или да не го отфрлиме. Меѓутоа, ако веќе постои како некаков предлог, како идеја барем. Сега треба да навлегуваме од каде е изворот. Еве јас најотворено и транспарентно и за вас и за граѓаните кажувам дека за ова, за таков неофицијален предлог се научивме од медиумите. Така да доколку некој зборал, па имал намера да покренува некаква иницијатива, секако останува само негова, да. Вчера ни кажа од независната група од каде што излезе оваа идеја практично дека ќе се повлечат од идејата и дека нема да не знам за било каков извор, дури за дека е каков вие сте сега групата пратеник. од независни пратеници. Каков е вашиот став во однос на бројните привилегии кои ги имаат пратениците, бидејќи пред вие да дојдете? Мојот став пред вие да дојдете, се сеќавате дека беа многу актуелни патните трошоци. И мислам дека најголем дел од бесот на јавност пратеничка група иницииравме да се регулираат патните трошоци, да се намалат. Така. Затоа во таа смисла и во таа насока кажувам дека ние сме апсолутно против било какви дополнителни бенефиции или привилегии за нас како пратеници. Она што тврдиме да и го работиме е бенефиции исклучиво за граѓаните, но не и за нас кои што треба да им служиме на граѓаните. Впрочем, тоа и го работиме. Затоа и беше поддршката за намалувањето на патните трошоци. Така да мислиме дека било какво зголемување, дополнителни привилегии и бенефиции за пратениците ќе се коси со принципот на нееднаквост на кој што се стреми Македонија како општество, зборува. Так, иако официјален предлог нема, спикерот Џафери рече дека таа идеја останува на пратениците доколку ја инициираат како предлог или тој всушност се дистанцираше од овој предлог, но факт е дека ниту малку не беа пријатни реакциите, дури имаше пара вести во насока дека сексуалните работнички им нудат точно 120 места на пратениците по мандатот, дека пратениците бараат од ИВЗ, зборуваме за пара вести, бараат од ИВЗ и МПЦ да им гарантираат место во рајот, така што еве кога ги гледате овие вакви наслови, пара вести иронични, на ваша сметка, како се чувствувате? Секако дека непријатно е да се прочита таква вест. Еве, ќе повторам. Јас лично, моите колеги од пратеничката група на СДСМ, став официјален на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е дека нема да поддржиме и доколку се внесе во собраниска процедура, иако мислам дека не би требало, затоа што не постои таков официјален предлог, ќе го отфрлиме. Така, дали би рекле дека со оној предлог сократењето на патните трошоци, односно процентот за патните трошоци, измените кои што беа направени во таа насока, дека пратениците и доста
се откажа од привилегии или пак сметате дека тоа беше направено само за да се задоволи јавност? Бидејќи јавноста многу и не беше задоволна од процентот на намалување. Бидејќи се зборуваше за огромни суми за патни трошоци, колку што се сеќавам, јавноста бараше тие и комплетно да бидат укинати, бидејќи методологијата е таа, доколку во иднина најдеме било каква друга форма со која што би биле задоволени правата на пратеникот согласно законот за пратеници, а со тоа и да не се бранува или да не иритираме било што во јавноста, секако дека ќе го поддржиме. Сметаме дека е окей намалувањето на патните трошоци, затоа и наша иницијатива е тоа. А во иднина ќе видиме дали би произлегол некој друг предлог, нели останува да видиме, да не преюдицираме пред време. Тога морам да ве поставам едно прашање. Каков е вашиот став за тоа што бегалецот Груевски зема плата од собранието, а не присуствува на ниту една седница? Сметате, бидејќи председателот Џафери рече дека нема правен начин. Според правен начин нема. Единствен правен начин е да му се намалува платата за 5%. Сме веќе само кај идеите и кај оно што се уште не стасува. Но секако се има закон кој што мора да го почитуваме. Сега, за да му се одземе мандатот на Никола Груевски како пратеник во Собрание на Република Македонија, потребно е двотретинско мнозинство. За жал, колегите од опозицијата не гласаа за одземање на мандатот на Никола Груевски и со тоа се наоѓаме во некаков правен вакуум. И друг механизам, освен тој со намалување на платата, практично и не постои. Не можевте да се договорите како што се договоривте за амнестијата, например? Како да се договориме? Збором со пратениците, со колегите од опозицијата. Секој пратеник во Собранието на Република Македонија одлучува по свое собствено убедување, без разлика за... Така, на прашањето беше во насока на обезбедување на двотретинско мнозинство, бидејќи кога станува збор за уставните измени, тоа се случува преку процесот на помирување и законот за амнестија кој што е во тој дел. Дали во таа насока инклузивноста на целиот процес во Собранието? Мораме да бидеме искрени овде и да го кажеме тоа. Зошто во тој процес не е решен, ако можам така да се изразам, случајот со Никола Груевски? Не можеме иднината на Никола Груевски да ја ставиме во пакет со иднината на граѓаните и со иднината на државата. Токму од пари на граѓаните него му се дава плата. Јас лично и моите колеги гласавме за одземање на мандатот. Но за жал, колегите од ВМРО-ДПМН не гласаа за одземање на мандатот на Никола Груевски. Така. Ги спомнавме веќе уставните измени и тие се кон крајна фаза, односно дали Македонија ќе успее да го исполни својот дел од обврската и согласно Преспанскиот договор да ги заврши сите оние процедури кои што треба да поминат во Собранието, односно дали можеме да зборуваме дека на почетокот на следната година ќе влеземе со еден успешно заокружен процес. Јас сум оптимист дека ќе го обезбедиме потребното мнозинство во Собранието за уставните измени. Сметам дека процесот беше инклузивен, дека дебатиравме со колегите од опозицијата. Инклузивен, но колку ви рекле дека бевте попустливи? Забелешките и беа и прифатени што се однесува за зацврстување дополнително на идентитетот и обезбедување некакви гаранции на самиот процес. Тоа што е со дека доколку во грчкиот парламент не се ратификува целиот Преспанскиот договор, автоматски се повлекуваме и сите тие работи ќе престанат да важат. Тоа е една одредба со која што македонската страна се заштитува себе си. Апсолутно, како не. Но и тоа беше на предлог на независната група од пратеници. Колку би рекле дека вие направивте отстапки за да се вметнат нивните предлози или тоа беше градено консензуално? Јасно е дека мора да се гради консензуално. Апсолутно. Го отворивме процесот и јас за тоа кажувам. Договорот не се случува само заради голо обезбедување на поддршка од 2/3 од пратениците. Туку договорот се постигнува и преку инклузивноста на самиот процес, со она што значи забелешки и препораки од колегите, макар и од опозицијата, се прифаќаат и така градиме консензус околу она што значи поддршка на целиот процес за уставни измени. Кога беше ВМРО на власт, многу не го слушаше вашиот став. Ние се сеќаваме каква опозиција бевте вие, колку време добивавте на говорница, па дури на вашиот бойкот. Меѓутоа, сега гледаме... А и вчера беше 24 Така, најлесно е да продолжиме да работиме во иста насока. Најлесно е да биде исто како што Дали било. очекувате сега конструктивност од истите ваши колеги кои до вчера не биле спремни на еден ваков процес и на едно вакво конструктивност функционирање? посакувам во интерес на државата и граѓаните. Посакувате, меѓутоа, дали ја забележувате? Ќе бидам искрен и за одредени реформски закони, морам да споменам дека и дел од пратениците се одважија покрај тоа што највисокото раководство на ВМРО-ДПМН на секаков можен начин се обидува да ја блокира
да го блокира процесот на интеграција на Македонија, сепак дел, поголемиот дел за реформските закони зборувам, од пратениците на ВМРО-ДПМН подржаа. Од тука црпам и доза оптимизам дека истото ќе биде и за уставните измени. Но дали цената за ова, односно за една ваква конструктивност и да речеме консензуално поминување на уставните амандмани е премногу висока, имајќи ги предвид насловите дека братот на Крсто Муковски, односно фирмата која што се врзува со Крсто Муковски добива државни тендери, или не постои конекција помеѓу тоа? Доколку има било какво прекршување во постапката, за било кого, јас сум спремен да ги слушнам фактите, аргументите, во транспарентна постапка да се докаже прекршување и да има соодветно санкционирање. Но кога нема да дозволам да шпекулирам. Така, но ова е малку легалистички пристап, нели би рекле, бидејќи јавноста е сензитивна кога станува збор за едни такви имиња. Крсто Муковски, знаеме дека камерите го регистрира како ги отвори собраниските врати, сега истиот човек да добива државни пари на тендери. Се согласувам дека во однос на тоа треба да докаже во судска постапка транспарентна, треба да се докаже кој бил. Токму затоа и беше и законот за амнестија произлезен од интерпартиската група за реформи, интеграција и помирување. Треба јасна дистинкција да се направи од она што значи организатор, извршител и оној кој што бил заведен во целата таа ситуација, доколку продолжиме да навлегуваме во судската постапка, ќе направиме упат во правосудството. Мислам дека јавноста не е задоволна со поделбите, бидејќи законот налага санкција за секој еден извршител на ова кривично дело. Затоа малку ова со амнестијата е за јавноста. Се уште создава конфузија во јавноста. 27 април е генерално настан произведен од политичка нетрпеливост, од партиска преписка, од она што значеше потребата и желбата за одржување и останување на власт на бегалецот и криминалецот Никола Груевски. Но во таа насока, лично јас не бев инволвиран, не бев на настанот на 27 април, но верувам дека во интерес на државата, кога се наоѓаме во еден таков сериозен процес, кога иднината наша и на сите граѓани на Република Македонија зависи од тој процес, кога, искрено ќе прашам, дали имаме некаква друга понуда, друга алтернатива? Што ако целиот процес не успее? Да си ги поставиме тие прашања. Дали вреди цело ова? Да, вреди. Вие имате план што ако ова не успее? Ние сме убедени дека ќе успее и ние тврдиме. Амнестијата е услов за да успее. Па не би кажал дека амнестијата е услов за да успее. Услов за да успее инклузивноста која што ние ќе ја покажеме сите внатре во собранието во текот на процесот. Но како се доведовме во ситуација да еден таков вклучен процес евроатлантските интеграции зависат, па ајде да речеме, можеби најстрого кажано, од 8 души кои што се со сомнителна кривична одговорност, позадина за кривична одговорност, конкретно кога зборуваме за овие настани. Уште зборуваме нешто што е во постапка. Но камерите го покажаа Крсто Муковски ако зборуваме конкретно за него, а сега и тоа се обидовте некако да го релативизирате, затоа. Видете, најмалце што сакаме да релативизирам одговорност по повод настаните од 27 април. Секако дека најблаго кажано, секој кој што бил уклучен на било кој начин во настанот треба да биде санкциониран. И затоа, ќе повторам, оставаме судот да цени. Без разлика што ние како законодавен дом донесовме закон за амнестија. Но оставаме судот да цени кој ќе биде во опфатен со таа прашање кога сме веќе кај судот, доколку многу е тенка таа линија, се извинувам само ако може да довршам. Тенка е линијата на она што значи законодавна власт во целиот овој случај да не направи било каков упат ни сантим во она што значи судска. Тврдите дека успеавте во тоа? Уште целиот процес е во тек. Јас верувам дека ќе успееме во целиот процес да има помирување, тоа да се случи прво помеѓу нас пратениците во собрание и секако да се прошири. Дали добивањето на амнестија, бидејќи го спомнавте судот, од страна на судот, конкретно на овие лица кои ги забележавме на камери дека ги отвориле вратите, дали ќе влијае на нивниот глас понатаму? Пак ќе споменам, не знам и не би сакал да зборувам нешто пред време. Целиот процес е многу осетлив и многу битен за државата и многу тежок. Знаеме како дојдовме до цело ова и што се случуваше. Знаеме колку бевме далеку. Ако ние во 2005 добивме кандидатски статус
за почеток на преговори со Европска Унија. Знаеме дека за 11 години целото тоа се поремети. Знаеме колку се оддалечивме од евроинтеграцијските процеси. Сега гледаме за година и пол, сме само на еден чекор од почеток на преговори. Тука е суштината. Од тоа ќе произлезе и економијата, од тоа ќе произлезе и подобра јавна администрација. Знаеме дека интеграцијата во Европската Унија и НАТО, што е многу битен фактор за безбедност наш, но и воопшто на регионот, се клучните работи на кои што треба да бидеме фокусирани. И да речеме дека се ќе се одвива идеално и дека со овој процес на помирување откако ќе заврши, ќе се релаксираат односите и нема да имаме таа поларизација, но дали можеби не се плашите дека таа неказнивост или блага неказнивост и натаму би можела да создава проблеми и да го бранува нашето општество со оглед на тоа што токму неказнивоста во сите овие изминати години беше како еден најголем генератор на сите дела кои што не однесоа таму каде што не однесоа. Помирување во едно такво поларизирана ситуација, каква што имавме во државата, мора да постои во конкретниот случај. Тоа не се коси со неказнивост. Затоа што, пак ќе кажам, оставаме судот да цени кој организирал, кој извршил и кој бил таму заведен во целиот тој настан. Повторно е некаков вид оградување. Вие лично верувате дека доколку зборувам искрено, требало да бидам дел од правосудните органи. Верувате Јас сум пратеник дел од законодавната власт. На помирување и целокупниот процес на се ова што се води сега. Дали верувате дека повеќе никогаш нема да се повторат настани како 27 април или 24 декември? Јас тврдам дека македонскиот народ, граѓаните на Република Македонија, никогаш нема да дозволат една таква власт да ја зароби државата, каква што ни беше порано цели 11 години, за да било кој допринесе и дозволи да се случат такви настани во нашата држава, особено не во собранието, во храмот на демократијата на државата. Затоа што сме светски преседан да луѓе влегуваат во собрание и уште полошо дел од тие луѓе да имаат намера да убијат човек. Со оглед на фактот дека дел од нив ќе останат и на слобода и на работа, не знам дали можеме да се надеваме на тоа. Да зборуваме нешто што е во тек на постапка. Така. Без соодветна судска пресуда не смееме да. Но и натаму реториката од ВМРО ДПМН се чини дека не е променета воопшто од изборите навака, дури и станува се можеби поантагонизирачка, бидејќи секојдневно сме сведоци на преписки од Белата палата кон Бихачка и обратно. Конкретно ве обвинуваат дека сте најлошата влада до сега, имате интерпелација против двајца министри, така што како вие одговарате бидејќи тоа создава поларизација, доколку не се лажам. Ние како најголеми политички партии сме клучните, оние кои што треба да ги пуштат пораките и до граѓаните за да ја спречиме таа поларизација во општеството. Најмногу е тука поделбата, кога зборам за партиски поделби, помеѓу ВМРО ДПМН и СДСМ. За жал, јас не можам да зборувам во име или да им давам совети на ВМРО ДПМН, но неопходна е демократизација внатре во партијата. Свесен сум дека имаат проблеми, со дели во пратеничката група, но тоа не е наш проблем. Она што треба да се залагаме е дека за некои работи можеме да имаме идеолошки разлики во ред. Еве, например, со прогресивниот данок. Ние сметаме дека треба да постои, тие сметаат дека не треба да постои. Тоа се идеолошки разлики и тука треба да ги кршиме копјата. Но не треба да се кршат копјата помеѓу она што значи определба јасна, затоа што национален консензус во однос на интеграцијата на Република Македонија во Европската Унија и НАТО и постои помеѓу граѓаните. Тука нема идеолошки разлики. Тука сите треба да се заложиме и заеднички. Но по реториката се чини ко да има идеолошки разлики. За жал, ВМРО ДПМН и раководството на ВМРО ДПМН, особено нивниот председател Христијан Мицковски, останува да биде единствен бранител на криминалот на Никола Груевски. Тоа значи дека можно е голем дел од другите пратеници на ВМРО ДПМН да се приклучат кон процесот на уставните измени, бидејќи нивната идеолошка определба е во иста линија со вашата? Јас охрабрувам секој еден кој што искрено и мисли добро на државата, дека треба да го поддржи целиот процес. Воспротивно, еве од овде, јас ќе прашам, значи одам во дебати, во јавни дебати,
на пресконференција пред седиштето на ВМРО ДПМН, отворено прашуваме. Дајте кажете ни доколку имате алтернатива. Се извинувам. Подобра од Преспанскиот договор. Кажете ја да ја знаеме. Дајте да ја издебатираме. За жал, од другата страна имаме гола негација на целиот овој процес, дека ова не е патриотски чин, дека ова ќе ги одни со темелите. Но немаме никаков конкретен предлог. Не затоа што не можат да кажат, затоа што не постои. Затоа што народот се има одлучено јасно каде се гледа. И јасно што сака. Еве прашајте себе самите да се запрашаме ние овде. Кога би биле студенти, кога би имале деца, каде сакаме да студираат, каде сакаме да се едуцираат. Но патот кон нашата цел е отежнат токму поради овие превирања кои што ни се случуваат. За жал ВМРО продолжува во својата намера на секаков можен начин, дури и со овие поднесувањето на интерпелациите, да го блокира процесот. Или барем да ја оттргне јавноста од она што значи процес на интеграција. Нека сме во крајот на времето. Економијата, само мора да го поставам ова како прашање, бидејќи многу од ние ги велиме меѓупартиски препукувања на дневна база, оние последователни, константни пресконференции, најголем дел од нив се однесуваат на економијата. И можам да кажам дека јавноста, според соопштенијата кои ги испраќате или според пресконференциите, некако изгледа само како да се сменети улогите. Расте невработеноста, не расте невработеноста, дозволен е увозот, не е дозволен увозот. Каде сте вие на економски план, бидејќи секојдневно ве обвинува опозицијската ВМРО ДПМН, што правите со економијата? Луѓето на улица можеби и не можат толкава разлика во платите да забележат колку што се пофали министерот за финансии Тевдовски. Каков е вашиот став за ова? Да, ги слушам и јас и во собрание и на комисии и на пленарни седници дебатираме со колегите од опозицијата, точно е дека обвинуваат, но немаат доволно аргументи за да го побијат она што значи движење на процесите. Каде е клучната разлика? Претходната власт трошеше близу 300 милиони евра потроши на себе промоција на мерките кои што ги превзема. Оваа власт во новиот буџет има предвидено околу 8 милиони денари за промоција, например, на инвестициите, за влез на странски инвестиции. Подочно ви имате намера да пуштите владини пари во медиумите? Нормално, таму каде што има потреба за она што значи акција од здравство, за она што значи акција од МВР. Збориме за економијата. Растот на бруто домашниот производ во вториот квартал од 2018 година е доволен показател за да потврдиме дека градиме економија на реални основи. А растот на извозот исто така може да ни даде за право да коментираме дека ја движиме економијата. Она што значи буџет, сега се зголемуваат платите во јавниот сектор за 5%. Донесувањето на законот за минимална плата, платата од 10.000 денари, ја кренавме на 12.000 денари. Она што е најбитно, работниците во текстилната и во кожарската индустрија, знаете колку плата зема порано? 8.000. 8.000. Сега ја израмнуваме на 12.000, она што значи минималец. Проекции, кога граѓаните ќе го навистина ќе ги почувствуваат овие промени? Да, велите има промени, но има и реакции дека не постојат суштински промени, не се чувствува подобрувањето. Крупни промени, после 11 годишно раскрчмување на парите на граѓаните, веднаш да бидат осетени за година и пол е нормално невозможно. Но затоа и текако ги движиме работите на подобро. Имајте во предвид дека наследивме имаме обврска од долговите кои што ги направи претходната власт, тие пари по основ на кредити, како граѓани, затоа што не се тие пари од джебот на Никола Груевски, тие се пари на граѓаните. Истите тие пари земени од кредити како долгови од ВМРО ДПМН, сега треба да ги враќаме. До 2021 година треба да вратиме како граѓани 980 милиони евра. Повторно го заобиколивте прашањето, во кој рок обичниот граѓанин ќе почувствува дека економијата напреднала? Ви одговарам, со сите мерки кои што ги превземаме, со зголемувањето на платата во јавниот сектор, со поддршката на малите, на средните и на големите компании. Значи имаме сега за прв пат зголемување на буџетот за поддршка на мали и средни компании, нешто и за стартап компании, нешто што порано беше заборавано. Така ќе мотивираме
и тие компании кои што вработуваат, например, мали компании до 5-6 луѓе, и тие да ги изголемуваат платите, дополнително во јавниот сектор се зголемуваат платите. Само на тој начин граѓаните директно ќе го осетат бенефитот од едно домакинско работење на она што значи влада посветена во решавање на проблемите на граѓаните. Така, ние како медиуми ќе ги следиме овие ваши чекори и ќе известуваме и секако ќе ги анализираме дали ги даваат постакуваните резултати, бидејќи тука сме некаде кон крајот на времето предвидено за овој дел од гостувањето. Ние како политичари ќе бидеме должни да ви одговараме вам, а преку вам и на граѓаните, покрај нашите директни средби, секако и преку медиумите. Мора да ви признаеме дека сте далеку понапредни од вашите претходници, барем во односот тоа е одлика на една здрава демократија, така треба и да продолжиме и ние, а и вие. Така, ви благодарам уште еднаш што одвоивте време и што бевте наш гостин. А вие, почитувани, останете и натаму со нашата програма. За кратко ќе ви се приклучи колегата Александар Чомовски во студиото, секако вечерва во 21 часот. Не пропуштајте го најновото издание на Правда и неправда со колешката Гордана Дувња, која ќе разговара со министерката за правда Рената Десковска. Ви посакувам пријатна вечер и секако останете и натаму со нашата програма.